Си ја сечеме гранката на која што седиме. Вака искоментира првиот човек на струмичкиот карневал Александар Цицимов. Откако викендов цените на храната, пијалоците и такси услугите во Струмица двојно се зголемија, а за странците и петкратно. Пијачките во Струмица во угостителските објекти стаса и до 200 денари, сендвичите до 150, а такси превозот за релација од 3 километри 100 денари. Ке се чудиме зошто ни бегаат посетителите и гостите од карневалот, вели Цицимов. Разбирливо е, таа вечер имаат додатни трошоци за донесување на дисџокеи, за донесување на некои носат естрадни уметници, имаат дополнителни келнери поради големата гужва и секако дека имаат зголемени трошоци и нормално е можеби да ги зголемат малце. Меѓутоа енормно зголемување е тотално неприфатливо. Јас дури употребив еден израз дека сечеме гранката на која седиме. Го давав тој апел, значи, меѓутоа не сме во можност да преземеме други мерки, затоа постојат специализирани служби. Јас уште еднаш еви на завршетокот на овој карневал, овој дел од кај што доаѓаат гости, сакам да кажам дека со тоа си правиме мечкина услуга, нели? И граѓаните кои ги анкетиравме тврдат дека за време на карневалот цените биле двојно зголемени, што не е во ред, имајќи во предвид дека оваа манифестација треба да биде за развој на туризмот, но пред се промоција на Струмица. Според мене не е нормално. Многу скапо, право за тај ден всичко се дигат цените, всичко дупло, таксито, кафичето. Да, бевте еве вие излезени некаде во кафич, колку од прилика еве се движеа цените? Дупла од това што е. Мислам дека не е нормално. Не треба да сме. Иако беше врнежливо, сепак десетици илјади гости присуствуваа на големото карнавалско дефиле во Струмица, кои се забавуваа до раните утрински часови.